civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како што знаете, согласно нашиот закон, треба да го следиме изборниот процес и да следиме кампањата, односно финансирањето на изборната кампања. За таа цел, Државната комисија имаше поддршка од ИФЕС и организираше конкурс на кој што се пријавија повеќе наблюдувачи, некаде околу 17 до 20. Имаме и аналитичари кои сега во моментот работат на анализа на прибраните податоци. Тоа од една страна. Од друга страна, оваа година се изорганизиравме исто така добро да ги следиме изборните сметки на политичките партии од аспект на тоа кои се донатори. За таа цел добивме пристап до банкарските сметки на дневна основа. Го следевме секој прилив на нивна сметка. Исто така бевме електронски поврзани со Бирото за вработување, односно Агенцијата за вработување, како и Министерството за труд и социјална политика, се со цел да го избегнеме ризикот, да го надминеме ризикот некои невработени лица или социјално загрозени лица да се најдат на листата на донатори, како што впрочем бевме сведоци во некои минати години. Исто така соработуваме со другите институции, како што е Управата за финансиско разузнавање, кои што го следат текот на парите, а ќе видиме што ќе произлезе од сето тоа. Тоа во однос на следењето и на нашата организација и на пристапот во овој период. Исто така го следевме и однесувањето на избраните и именуваните лица од аспект на тоа дали се почитувани одредбите од законот, односно дали има ситуации на злоупотреба на државни ресурси, канцеларии, средства, патнички возила и така натаму. Го обновивме и регистарот на службени возила од сите институции, добивме апдейтиран регистар и следевме што се случува во меѓувреме. Имавме пријави од организатори на политички кампањи, имавме предмети отворени по собствена иницијатива и добивме пријави нормални и од граѓаните. По сите овие пријави и предмети веќе постапивме, завршивме и всушност сите активности што се беа спроведени во овој период ќе бидат дел од посебниот извештај кој што ќе го доставиме до Собранието на Република Северна Македонија. Што беше она што го одбележи периодот? Сите активности на институциите беа насочени во текот на изборниот, односно предизборниот период. Зборам активности во смисла на инвестициони активности. Значи, во изборниот законник изричито стои дека се забранува започнување на изградби и така натаму со буџетски средства. Во овој период, особено за оние за кои што односно е дозволено да се спроведуваат тие за кои што има обезбедено средства во буџетот, односно има план за јавни набавки. Сите планови за јавни набавки беа темпирани така да се случуваат точно во изборниот процес, значи се беше по закон, а тоа беше всушност и влијание врз гласачкото тело. Од друга страна бевме сведоци на бројни огласи за вработување кои што се објавува ден пред започнување или дури во истиот ден од сабајлето, како огласи за вработување, а веднаш после тоа беа ставени во мирување, што ние исто така сметаме дека е големо влијание врз гласачкото тело, заради тоа што на тој начин се обезбедуваат гласачи преку потенцијалните луѓе кои што се смета дека ќе бидат вработени, односно врбуваат да бидат вработени. И исто така имаше дури и користење на средства од ТАВ програмата по склучени договори со локалните самоуправи, во кои што договори стоеше дека активностите по тие договори ќе започнат после 27 јули, односно период кој што точно се поклопува со изборниот период.
Така што мислам дека немаше некои големи прекршувања на изборниот законник, меѓутоа овие случувања што нели беа по закон, сметаме дека го нарушува интегритетот на целиот изборен процес и ја намалува довербата на граѓаните, меѓутоа и говорат каква политичка култура всушност ние имаме тука во Македонија. Исто така би сакала да кажам дека единствено еден министер се јави да се консултира како треба да се однесува и кои се неговите ингеренции за време на изборниот процес и толку, мислам ние нормално му дадовме образложение каде и со што треба да се исконсултира, а тоа е етичкиот кодекс кој што го донесе владата на Република Северна Македонија, во кој што има посебен член што се однесува токму на однесувањето на избраните и именуваните лица во изборниот процес. Имено во тој член стои дека овие лица не смеа да ја загрозат нивната професионалност и достапност на функцијата која ја извршуваат, и при тоа секогаш треба да дадат приоритет на функцијата, односно на должноста што ја вршат. Што значи ова? Ова значи дека сите избрани именувани лица и министри, значи со еден збор сите, треба за време на работно време да си ја вршат работата, својата должност, својата функција, а после работното време може да си вршат некои политички активности. Тие своите политички активности треба да ги пријават кај председателот на владата и кај лицето кое што е задолжено за спроведување на овој етички кодекс. Ние се обративме и до кабинетот на вице-премиерот, кој што е задолжен за спроведување на етичкиот кодекс. Тие испратиле писма до сите институции каде што нели има министри, испратиле писма за нивната обврска, меѓутоа повратно од тама не добиле ништо, а патем бевме сведоци дека се водеа изборни кампањи и партиски активности за време на работното време од една страна, и од друга страна се користеа службените возила од страна на министрите за истите цели. Што сметам дека исто така е во насока на нарушување на целиот интегритет на изборниот процес. Може би и нешто пропуштив, се обидува вака во кратки црти да ги споменам сите активности. Пак ќе кажам за се она што го преземавме од наша страна и што го спроведовме во овој период, подготвуваме детален посебен извештај кој што ќе го доставиме до Собранието на Република Северна Македонија. Овој говор, така да речам, би го завршила со една стара позната реченица дека власт се освојува, демократија се учи. Ние имаме уште многу да научиме. Мислам дека она што го спомна Џабир, дека фали искреност и свест, се вистинските зборови кои што треба да ги исполниме за да ја научиме демократијата и да имаме демократска власт. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.